Секој што барем малку ја следел хип-хоп сцената од почетокот на 2000-те, веројатно знае дека 50 Cent е одмаздолюбив до речиси комични граници, па затоа беше вистинско задоволство да се види дека го исполни своето ветување и конечно објави документарна серија за подемот и падот на Sean Diddy Combs. Sean Diddy Combs пресметката конечно е тука и уште од самиот почеток треба да се каже дека ова е многу добро направен проект кој се разликува од многу лошата конкуренција брзо направените серии и филмови што се појавија во периодот кога судењето на могулот беше во центарот на вниманието на медиумите на речиси секое ниво, бидејќи за почеток ова е материјал што не е поддржан од некој што ја следи хип-хоп сцената на таблоиден начин или на тој иритирачки професионално згрозен начин, туку од 50 Cent која разбира не само индустријата, туку и фактот дека на режисерката Алекс Стейплтон треба да се дозволи да се работи својата работа и да создаде што е можно поубедлив материјал. По низа критичарски листи и рани филмски награди, трката за Оскарите официјално влегува во забрзана фаза. Денес беа објавени номинациите за Златните глобуси 2026. Во пренос во живо номинациите ги соопштија актерите Марлон Вејанс и Скај Маршал. За разлика од Оскарите, каде победниците ги избира Американската академија за филмска уметност и наука, Златните глобуси ги доделува помал круг меѓународни новинари кои ја следат забавната индустрија. Тоа често доведува до неочекувани избори, но и до првични сигнали кои би можел да доминира во остатокот од наградната сезона, пренесува портал. Оваа година најмногу номинации собра филмот на Пол Томас Андерсон, Една битка по друга, кој предничи со вкупно 9 категории и продолжува да доминира во трката за престижните признанија. Веднаш зад него е Sentimental Value на Јоахим Трир со 8 номинации, филм кој стабилно расте во критичарските прогнози од недела во недела. Академик Витомир Митевски, композиторот Живојн Глишич и ликовниот уметник Беди Ибрахим се добитници на највисокото национално признание за 2025 година. Во собранието денеска Одборот за доделување на државната награда Свети Климент Охридски ги прогласи добитниците на највисокото национално признание за 2025 година. Наградата за остварување во областа на воспитанието и образованието годинава му се доделува на академик Витомир Митевски, филозоф и класичен филолог, додека признанијата за значени остварувања во културата и уметноста им се доделуваат на композиторот Живојн Глишич и на ликовниот уметник Беди Ибрахим. Одлуката за добитниците ја донесе Одборот под председателство на писателот Томислав Османли. Во име на добитниците се обрати академикот Митевски, кој во својот говор нагласи дека културата е највисоката форма на духовно култивирање и суштинска одлика на човечкото суштество. Наградата е голема за мене и убава затоа што го носи името на нашиот прв учител на светецот Свети Климент Охридски. Тој не е само основоположник на нашата црква, туку и подвижник и темелник на нашиот културен идентитет, рече Митевски. Бојана Скендеровски ја заокружува 2025 година со нов сингл што ветува да стане еден од нејзините најголеми хитови. Нема е свежа ритмичка и заразна трака, објавена како подарок за публиката токму пред нејзиниот прв солистички концерт на 13 декември во Македонската филхармонија. Пред мојот прв солистички концерт решив да ви ја подариме новата песна Нема, спремете се за ритм кој не излегува од глава. Порача Бојана, која и овој пат блеска со својот препознатлив шарм и силна енергија.